Големи групи луѓе се формираа во центарот на главниот град на Грузија, Тбилиси, кога љубителите на фудбалот побрза да купат билети за Суперкупот на УЕФА меѓу Барселона и Севиља, што се игра наредниот месец. Тројца луѓе се однесени во болница, а на десетици други им била потребна медицинска помош, откако толпа луѓе нагрнале во продажните места. Во продажба се пуштени 22.000 билети, но работите излега од контрола откако интернет страницата за онлайн продажба крахираше поради зголемениот интернет сообраќај. Грузиската полиција користеше штитови и гумени палки за да воспостави ред. Шиитска милиција изврши напад врз позиции на исламската држава во Халидија, источно од градот Рамади во централен Ирак. Акцијата е дел од, како што соопшти ирачката армија, новата голема офанзива за враќање на контролата врз провинцијата Анбар. Соопшти и дека армијата и сунитските племиња се придружиле во нападите, но вакви официјални соопштенија имаше претходно. Во мај исто така имаше офанзива за враќање на контролата врз Рамади, но во голема мера беше неуспешна. Децата им се придружија на нивните родители во маршот низ главниот пазар во областа Сват во северозападен Пакистан, со кој бараат да не се продаваат играчки оружје за време на прославата на Курбан Бајрам за неколку дена. Вчерашниот марш се движеше од дуќан на дуќан, при што демонстрантите извикуваа слогани против играчките, за кои велат дека имаат лошо влијание врз децата и оти создаваат култ кон оружјето. Безбедноста во областа е зголемена во последните неколку години, но сеќавањата за вооружените напади се уште се свежи. Во периодот од 2007 до 2009 година во регионот се водеа жестоки борби меѓу пакистанската армија и талибанците, кои токму тука ја нападна и активистката за образование Малала Јусуфзај во 2012 година. Индискиот премиер Нерендра Моди пристигна во главниот град на Таџикистан, Душанбе, на средба со претседателот Емомали Рамон. За време на разговорите беа потпишани договори за културна соработка и технолошка поддршка. Со оваа посета завршува 8-дневната турнеја на Моди, која посети Русија и уште неколку централноазиски држави.